Стар искинат јорган фрлен на Валканиот бетонски пот на место постела, искршени врати и прозорци, соби без покојкнина, без струја и со силна реја која го одзема здивот, е домот на 43 годишниот прилепчанец Бранко Китановски, во кој на 14 февруари избувнал и пожар, кој го доуништил и тоа малкото што го имал. Бранко е со нарушено психичко здравје, зема посебен паричен надоместок во висина од околу 8.500 денари и живее сам. Се жали дека во неговите услови не можело да живее ни куче, а камоли човек, но ете, досега не дошол никој од институциите за да му помогне, иако уште веднаш побарал помош. Февруари 14 куќата кога ми се запали, од тој ден никој не дојде 21 ден да ми помогне. Тука гладувам, умирам, без разлога, без потреба страдам, се обратив со нешто до општина, до социјално, до луѓе, никој нема, оде јас умирам. Ја барам да, што најкраќен период, да се помогне колку што може, за да можам да живеам, оде не живее пес. Тажна и болна е животната приказна на Бранко. Како дете на разведени родители, него го воспитувала улицата, што оставило длабоки и непријатни траги врз неговиот понатамошен живот. Свесен е дека за се сам си бил виновен, но сега се плаши дека тоа негово црно минато, а со кое вели дека одамна расчистил, можно било да е причина за незаинтересираноста на надлежните за да му помогнат. Оде 20 година спием на циментот, нозе ми се модри, измислиш да држам крв, мочам и целиот оболев. А во минатите години пред да се случи пожарот, како живееше, бидејќи овде очигледно одамна не е ништо преземено направено? Живеев убаво, имав струја до 2017 година, имав шпоре, фрижидер, имав машина за веш и многу сум така човек чист и имаше услови, куќава беше цела летлована, имаше услови за живот. Сега нигде не се капам, 21 дена не сум ни спијан, ни јаден, ни капен, ни пресоличен, смртам, корнам, целес оболев, и простата, и дебелото црево, и јетра, ништо. Додека ја очекува еднократната парична помош од локалната самоуправа, за која вели дека му била ветена непосредно по пожарот, Бранко сега се надева на хуманоста на обичните луѓе, кои би сакале да му помогнат за да оспособи барем една соба во која би можело колку толку да се живее.